вечер во Топ тема. Повод за ова интервју е објавата која преку социјалните мрежи ја направи поранешниот премиер, а лидер на ВМРО Народна, Љупчо Ѓоргиевски. Наведувајќи дека општа констатација е дека системот на неказивност родила монструм. Но проблемот е што македонците се заљубени во тој систем. Со него ќе зборуваме и за улогата на Љупчо Палевски Палчо во политичкиот и општествениот живот. Како општеството се наказнивост создава злосторник, но ќе разговараме и за застојот на уставните измени и изборите во следната година. Зошто пак опаѓа поддршката кон Европската Унија, особено кај младите. Вечерва во Топ тема дебатираме со Љупчо Ѓоргиевски. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро вечер, благодарам за поканата. Јас наброив неколку теми, морам да признам дека вашиот пост навистина ме мотивираше да ве поканам за интервју, меѓутоа не само тоа, туку и останатите теми што ги наброев. И еве како што реков, прво денеска веста е во однос на истражувањето што е направено од страна на Институтот за демократија поддржано од Конрад Аденауер, каде што испитаниците во оваа анкета првпат имаат најниско ниво на доверба кон Европската Унија, иако е над 50% довербата, 60% се уште веруваат во ЕУ. Ова се резултатите и заклучокот е дека ние како држава мора да направиме отстапка кон соседите за да влеземе во Унијата. Каков е вашиот коментар на ваквиот евроскептицизам кој се појави? Дали ни се виновни нели соседите и тоа што мораме да правиме отстапки и во делот на името и во делот на уставните измени, туку и процесите кои не се одвиваат во земјата, а тоа е се поголемата корупција, криминал и неизвршување на реформите? Евроскептицизмот во Македонија веќе подолго време се наблюдува и мене ми е жал зошто е така. Прво, од една единствена причина. Што е алтернативата? Значи, ние немаме друга алтернатива. После последниот самит на БРИКС, гледам многу приврзаници на БРИКС, меѓутоа ја го поставам прашањето колку ние имаме трговија со Етиопија, колку трговија имаме. Арапските Емирати се една прекрасна држава, меѓутоа колку имаме ние размена на трговија. Кина има прекрасна експанзија економска, меѓутоа ние колку извизуваме во Кина, Саудиска Арабија, Бразил, Аргентина, сега не, ќе видиме дали ќе биде во БРИКС. Значи, нашата евроатлантска интеграција е дефинирана и јасно определена нашата географска состојба. На географска положба. Нашата географија е Европа. Ние сме економски врзани, вие ќе видите 80% од нашата трговија е со Европа. Конечно, Европа се стандардите кои сакаме сите ние да ги постигнеме на економски план, да не зборуваме на демократски план и на се друго. Значи, тоа е работа која според мене е фикс и секоја друга екскурзија што сакаме да ја правиме како држава и како народ е непотребна дискусија. Да, меѓутоа, граѓаните се сепак разочарани затоа што чувствуваат веројатно притисок дека секогаш мора да се направат во државата одредени отстапки како услов кој треба да се исполни кон Унијата. Да, сега е второто прашање. Факт е дека Европската Унија према Македонија, таа и према многу други места е неконзистентна во својата политика, меѓутоа ние си го чувствуваме како наш проблем и како наша ситуација. Ние се соочуваме со таа непринципијална политика на Европската Унија од времето на Бадинтер, кога ние се сеќаваме повозрастните. Само Македонија и Словенија ми се чини беа отцртани дека имаат право да влезат, да бидат признаени самостојни. И од тогаш наваму ние имаме серија на постапки кои од страна на Европската Унија може да се водат како непринципијални. За жал, во целата таа состојба, понекогаш и ние самите си го комплицираме проблемот, со тоа што премногу ги драматизираме работите, некогаш елити од една од друга страна политички, друг пат како политичка пресметка да се добиваат поени. И јас постојано велам, ако некогаш сме требале да платиме толку мала цена и сме требале да направиме толку мала отстапка, тоа е сега. Значи, влезот на бугарите во Уставот не е никаков проблем, ниту од национален, ниту од државен, ниту од било каков сакате аспект, и да се прави драма и трагедија, национална трагедија од типот, за жал не се само политичките партии, туку некои интелектуалци на кои треба да ми веруваме. Многу карактеристичен ми е председателот на Македонската академија на науки и на уметности, кој неколку пати дава
изјава, ако влезат бугарите во уставот, тоа е крај на Македонија. Не знам од каде е мотивацијата на такви тешки зборови. Дали ќе супре тука работата е и во денешните коментари кои ги имавме и од бугарска страна, а и од нашиот вице-премиер за евроинтеграции, Маричич вели дека единствениот услов за влез е да се направат уставни промени. Меѓутоа, кога му одговори неговата вице-премиерката и шефицата на дипломатијата Марија Габриел на Бугарија, вели уставните измени не се единствениот услов за продолжување на патот на Северна Македонија кон Унијата, туку и почитувањето на договорот за пријателство и добрососедство и двата протокола. Ова го влече од декларацијата што ја донесе Европската Унија, во која меѓу другото се нагласува потребата од спроведување на Преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. И од тука можеби и стравот на опозицијата дека нема да бидат доволни уставните измени. Ја читав таа изјава внимателно денеска, меѓутоа сакам да кажам пред оваа изјава ние имавме многу јасни позиции на многу високи американски представници, имавме јасни позиции на многу високи представници на Европската Унија и ако сакате имаме и ставови на бугарската влада кои се сите го зборуваат исто. Влезот на бугарите во уставот на Република Македонија е последниот голем услов кој се бара од Македонија. Конечно, јас мислам дека овие изјави кажани од највисоките американски представници кои овде доаѓаат и неколку пати ги повтараат тие работи и од некои многу важни, да речеме Германија, ако се сеќавате, донесе во нивниот парламент декларација на поддршката на македонскиот идентитет. Сето тоа зборува дека ние треба да се држиме до тие зборови, треба да се држиме до тие ветувања. На крај краишта вториот услов исто не гледам што е проблематичен, добрососедство. Ние без договори треба да сме добрососедски ориентирани према сите наши 5 соседи што ги имаме во моментот. Исто така овие протоколите еднаш излегуваат информации, тие се протоколи дел од преговарачката рамка, друг пат се кажува дека не се дел од преговарачката рамка. Не можам да кажам што е тоа, меѓутоа не гледам ништо страшно и во тие, да речеме, протоколи. Јас, ако добро се сеќавам, еден од тие, тогаш прво на почетокот беше формулирано околу 5 точки, толку многу предлози имаше во овие наши разговори што веќе не ги ни памтиме. Еден од тие беше Македонија да направи комисија да се испита колку македонски бугари биле затворени и убиени после 45-та година. Што е проблем? Еве, до ден денес јас гледам таа комисија не е формирана. Што е тоа? Меѓутоа факт е дека тие што се формирани, историската комисија се уште запнува на одредени прашања и ако ние чекаме комисиите да се договорат, очигледно уште многу години ќе не треба. Со оглед на динамиката на преговори. Пред францускиот предлог беше, излегов со еден мој предлог кој го споделив и во Македонија и во Бугарија, тогаш не најде на прифатливост ни овде ни во Македонија, меѓутоа мислам дека работите се движат кон таму. Да се помине сега оваа ситуација, мислам дека треба сериозно да се разговара со бугарската страна и мислам дека не би требало тоа да биде нешто многу чудно и неприфатливо, да се утврдат 15-20 општи места кои заеднички ќе се слават, а дискусијата зошто да се слават, нека си остане да стане една интелектуална расправа која ќе ја следат и македонските историчари и бугарските историчари, едноставно да биде едноставно претопено во една дискусија на интелектуалци, не во нешто што треба да биде услов. И јас мислам дека тоа е нешто што може да се избуксира во меѓутоа во овој сустав не и во техничката влада сигурно не. Да, сега веќе очигледно времето е истечено, не гледам дека било што ќе се смени, ќе мораме да чекаме да се случат новите избори. И да мене ми е жал, знаете, ние во таа битка, голема битка, јас неколку пати велам, од кога знам за себе, во Македонија ние се бориме за македонскиот идентитет, меѓутоа, за жал, имам чувство дека колку повеќе се бориме за македонскиот идентитет, се повеќе го губиме по сите основи. Ако сакате демографски, затоа што без демографијата нема идентитет, нели така? Од економски идентитет, ајде да преброиме колку македонци се собственици на бизнис во Македонија, па до
ако сакате културно, забавен, спортски живот, во Македонија денеска е реткост да чуете македонска музика, македонска култура, се водушуваме на други култури, на други музики и после зборуваме колку сме за македонскиот идентитет. Да, меѓутоа за тоа е одговорна секако и власта и структурите кои што се на власт затоа што треба да поддржуваат такви чувства. Не, поентата главна мене ми личи дека колку повеќе се бориме за тој фамозен македонски идентитет, имам чувство дека од ден на ден се повеќе и повеќе го губиме и на крајот да не испадне во големата битка за одбрана на македонскиот идентитет дека сме се само отепале. Нема поголема одбрана на македонскиот идентитет да влеземе во, како што влеговме во НАТО, да влеземе во Европската унија. Не знам кои школски примери да ги даваме. Еве сега погледнете го последниот пример на Украина. Не на Украина, на Унгарија, се извинувам. Погледнете ја прво сумата за која зборува Унгарија. 50 милиарди евра. 50 милиарди евра. На Македонија не и требаат 50 милиарди евра. 5 да добие од Европската унија, ние ќе направиме скок од космички размери. Меѓутоа не знам зашто тука она што сепак меѓу власта и опозицијата е најголемиот клинч во тоа што власта обвинува дека опозицијата го стопирајќи ги уставните измени изгубила многу време. Од друга страна пак ВМРО-ДПМН вели дека за застојот кон евроатлантските процеси виновна е корупцијата и криминалот во земјата и неправењето на реформите. Од трета страна и самиот вице-премиер Маричич вели дека за отварањето, услов за отварање на првиот кластер, единствен услов е се токму уставните измени. И целото време со оваа реторика се занимаваме ние веќе во речи си сите изданија на вестите и не слушаме ништо ново. Да, така е. Иако тој е еден круг кој е на некој начин магиосен круг, знаете што? Факт е дека ниедна влада не била идеална со своето однесување, па дори и мојата влада. И претходната влада на Никола Груевски и сегашната влада имаат маса на проблеми и грешки. Зборувам од аспект на правниот систем, демократските некои принципи, корупцијата како најголем проблем и сето тоа. Меѓутоа има нешто што се нарекува генерален пат, генерална политика. И таа генерална политика ние понекогаш ја потценуваме, меѓутоа таа е најважна од се. Затоа што ако вие го промашите генералниот пат, после ќе ви треба 6-7 години, ако не и 10, да се вратиме на истата позиција. Едно е јасно, ако Македонија влезе, ако почне преговори со Европската унија, сите тие стандарди за кои зборуваме, од борба против корупција, од демократизација, од правен систем, сето тоа не може да не расте позитивно, затоа што Европа ќе биде на дневна база овде присутна во Македонија и ќе го контролира целиот тој процес. Затоа јас велам, знаете, невлегувањето во европската сила охрабрува некои сили кои почнуваат да си прават што сакаат. Влегувањето во Европската унија значи поголема контрола, поголема концентрација и поголема посветеност на мисијата што имаме сите ние. Значи, врзано е, се е некако врзано тоа. И сега, мене ми е жал што ВМРО-ДПМН навистина се доведува во ситуација по втор пат за 10 години или 12, еднаш 2008 година, ако не се лажам, во Букуреш, кога директно Буш стоеше за нас да влеземе во НАТО. Ако влезевме во НАТО, после 5 години ќе влезевме во Европската унија и ние денеска ќе бевме таму. 10 години таму ќе бевме. Една изгубена карта води серија на други губитоци и ние дојдовме сега кај што сме. И мене ми е навистина многу жал што сакате или не. Да, проблем е и корупцијата на актуелната власт, проблем е и не правдата што требаше да ја донесат во правниот систем во Република Македонија. Сето тоа се проблеми, меѓутоа јасна е позицијата на Европската унија. Не си ја завршивте задачата, не го променивте уставот, ќе чекате нова шанса. Она што сепак сте и вие дел од ова владеачка коалиција, она што е најразочарувачки за граѓаните и според анкетата е измените во кривичниот закон со кои што беа на некој начин и амнестирани голем дел од политичарите или директорите или оние кои се на функција од кривичен прогон заради грешки во извршувањето на нивната службена должност. Гледайте, ВМРО Народна партија ја поддржува владата и вие ако забележавте во сите кризни ситуации, ВМРО Народна партија никогаш не оценувала владата, како што да речеме беа некои други посетни партии, затоа што прво имаме должност како
на некој начин ние сме таму туѓо тело во идеолошки нели во владата. Имаме чувство на достоинство да го завршиме, достоинствено да го завршиме 4-годишниот мандат. Значи ни била дадена доверба и ние сакаме 4-годишниот мандат таму да го довршиме без да имаме некаква етикета на предавници или на не знам што. Втората работа, ние не се согласуваме со сите нивни економски политики и ако вие забележувате, нашиот пратеник многу често и гласа против некои од тие економски политики. И третата работа, конкретно што го кажавте со кривичниот законник, ВМРО Народна партија многу од време дискутираше за некои промени на тој кривичен законник, меѓутоа секогаш некако не одбива во дискусија, не ги прифаќаа нашите решенија, а на крајот донесува многу полоши решенија тие што ги предлагавме. Значи, јас само ќе подсетам, ВМРО Народна партија барем 3 пати дава соопштенија досега во овие и од времето на Никола Груевски и сега, дава соопштенија дека македонските затвори се пренатрупени и треба да се воведе мерка, барем минимум, можност за плаќање до 1 година на оние што првпат се осудени, за да не мора да лежат, затоа што навистина луѓето понекогаш теоретски изборуваат, меѓутоа условите во македонските затвори се страшни. Сликите што ги гледаме од Ел Салвадор, Гватемала и некои други држави се практично идентични на состојбите по македонските затвори. Да, меѓутоа имаше општа амнистија, оваа беше втора. На што најмногу се лутат граѓаните е дека две неедаквости имаше генерално ако збориме покачувањето на функционерските плати за 78% и кривичниот закон практично негонење на оние по службена должност. Ова ве прашувам за да ја кажам и онаа поента што вие имавте и заради која всушност навистина ме мотивиравте и за ова интервју, беше неказнивоста на Љупчо Палевски Палчо, кој што според она што вие го напишавте, практично го изродил овој систем на политичари, полицајци, колку што разбрав од она што вие го напишавте, и неказнивоста од страна на судовите, што е факт. Па гледајте сега, значи ние постојано зборуваме треба да се променат овие закони, треба да се променат закони. Ние 30 години, а претпоставам уште од времето и на Југославија, по последните деценија на Југославија се минуваше системот да биде поправичен, појасен, потранспарентен и за жал сето тоа некаде запираше. Во таа насока, јас мислам на денешниот систем судски во Република Македонија не му требаат никакви реформи. Ние 30 години го реформиравме. Значи, дали судиите се независни? Независни се. Дали јавните обвинители се независни? Независни се. Зошто не работат како што треба да работат? Ама ако се независни ќе работат како што треба, очигледно дека се зависни. Јас имам контратеза. Некоја сила од овие што вие велите сили што постојат ги влече кон тоа да не судат објективно. Што е тоа што се зависни? Тоа не знам дали некој со сила ги тера да бидат зависни или тие доброволно стануваат зависни. Знаете, јас повеќе мислам дека тие доброволно се зависни, затоа што јас имам ваква една теза, малку, не знам, можеби некој ќе ми се налути. Значи, кога сте на власт, не можете да се откачите од правници кои сакаат да бидат судии и еднаш велев и од владици. Кога ќе паднете, ниту судиите, ниту владиците можете да ги видите, кои до претходниот ден сте ги гледале на сите страни околу вас, а еднаш му го кажав тоа на еден муслиман, вика и оџите се истите. Очигледно тоа е матрицата на која размислуваат. Значи, што сакам да ви кажам? Што сакам да ви кажам? Знаете, факт е дека некогаш политичарите бараат некакви судски решенија. Не знам какви се. Ја не сум барал, ниту сум имал потреба некакво судско решение во моите 4 години. Нека се јави некој еден судија да каже кој некаква услуга е направена судска. Меѓутоа, за секоја едно барање од политичар, вие сметате дека судијата тоа го прави доброволно, за да има после за други 20 случаи, каде што никој не му се меша, сам да си пресуди како што си сака. Како е можно, господине Ѓоргиевски, еве спомнувајќи го случајот на Палчо, како е можно да помина 30 години? Вие подсетивте и на времето кога во 2002 тој ве победи во Скопско на тој фамозен 15 септември, кога имаше весник Старт со кој што делуваше против вашата влада. Вие бевте тој што ги урнавте оние екстра спратови што тој ги градеше на своите згради, кои потоа му беа обештетени од
некоја влада, да, сила сега. И како е можно? Се сменија толку влади, па дури и вие сте биле на власти, може би сте можеле нешто да сопрете, а не се случило тоа. Гледайте сега, вака, значи случајот на Љупчо Палевски Палчо не може да не се разгледува како специјален случај, меѓутоа специјален случај кој во одредени области создава катастрофална состојба за државата. Јас во тој мој став кажав дека за жал системот е на длабоката држава и тоа за жал југословенската длабока држава, па гледам како контратеза вчера најпатриотската и најдесничарската телевизија Алфа организира на истата тема разговор со Павле Тренов, кај што ја бранија тезата дека Југославија била идеална во тој и многу добра држава, не била како сегашната македонска држава, меѓутоа не можем да не почнеме од таму. Каде е основниот проблем кој ние за жал не му ставивме точка. Значи, југословенскиот значи прво Југославија до ден денеска во многу кругови се идеализира до таму што денес како 90% од децата во прва година во средно ги прашате, тие ќе ви одговорат дека во Југославија најдобро се живеело. Значи тоа е таа општа пропаганда под која постоиме, меѓутоа ние не смееме да забораваме дека Југославија беше една многу мрачна држава. Во таа Југославија се произведувала дрога и се продавала дрога надвор Југославија. Добро, ама не е ништо различно и сега дека не се продава дрога. Па не се продава, ама вие идеализирате малку. Не ги идеализирам, меѓутоа сега зборувам за нешто, за производство под закрила на државата. Можеби и денеска некој произведува дрога во Македонија, ама не мислам дека има државна заштита за тоа. Значи, една од местата кај што се кажува дека е произведувана дрогата било и Јасен. Во таа Југославија се произведувале и се шверцувале цигари. Во таа Југославија се произведувале, се обичувале терористи и биле испраќани терористите, се криеле терористи. Значи, и целиот тој дел го кажувам за да ви кажам кој беше еден од главните моменти на фаќање на соработници на бившата УДБА и на бившиот КОС. Јас верувам дека за УДБА мислите која велите таа длабока југословенска држава. Не, морам да го кажам и на незините наследници кои што очигледно екзистираат. Да, морам да го кажам тој затоа што јас се плашам дека тој систем продолжува во Македонија и во сите бивши, можеби не во Словенија и во Хрватска, ама во најголем дел од југословенските републики. Значи, покрај они што сакале доброволно заради кариера да станат соработници на таа УДБА, една голема структура на соработници се земаше од криминалците. Дали од финансиски криминал, дали од банкарски криминал, дали од најкласичен уличен криминал. Ама извинете, јас морам да не се согласам тука затоа што нема полиција која не работи, па дури и нашата. Па не знам, мислам дека западните структури. Ама западните тие наследство останале за жал долго во Македонија. Па токму тоа, јас за тоа зборувам. Значи, не мислам дека тоа е стандардот на Европската Унија. Да, ама не мислам дека ние сме го надминале. Епа токму тоа зборувам, што ние за жал не правиме, не знам, можеби се обидуваме помалку, меѓутоа се плашам дека тие стандарди, а токму делот случајот на Љупчо Палевски покажува дека тоа функционира. И сега кај е моментот? Моментот е што кога видиме ваков криминалец ќе го преземете, ќе ви стане соработник, тој не престанува да е криминалец. Тој само повеќе и повеќе се осилува, засилува и неговата активност станува се помоќна и помоќна. И сега има некои што цел живот се улични криминалци под покритие на полицијата, некој ако го бива за продажба на дрога, некој во МВР го штити, овој ни е многу важен за некои големи операции, а тој си функционира 30 години, продава на децата дрога по улицата. Меѓутоа тој него сега профилираме затоа што немаме таков случај конкретен, меѓутоа тој истиот можеби има злоупотребено 50-100 деца направено наркомани на улиците, а некој од МВР стоел зад него цело време. Добро, ама овдека истата теза имате, спомнувате имиња од Драган Стојмановски Млексе преку голем дел од овие имиња се починати, за жал и не би сакала сега да ги употребувам некаков контекст. Меѓутоа тука ја ставивте од Бранко Црвенковски, Душан Томич, Зоран Верушевски, Добри Величковски, Лазе Китановски, Доста Димовска ја ставивте на список. Знаете, ова се луѓе кои управуваа со службите. Со службите, да. Сите луѓе се едни се агенција на разузнавање, едни се агенција на државна безбедност.
Значи, зошто ги спомнав сите тие личности? За да точно ја насликам сликата кој е Љупчо Палевски. Значи, Љупчо Палевски, сега се спомнуваат, имал во последните години има 6 криминали, кривични дела кои не се процесирани. Меѓутоа, тоа се дела кои се во последните 7-8 години. Екстрадиција од Хрватска, дури и семено насилство, бомбите за кои што исто така сакам да нелегален пиштол, нелегален ископ на злато на археолошки оба. Во Прилеп ги пушташе бомбите за време на изборите, претраз кај него за поседување на бомби. Меѓутоа, зошто не се, сега е многу добра идеја, да се направи една комисија, да видиме од 90-та година истиот Љупчо Палевски колку криминали му се простени и колку дела му се бил заштитен. Јас ќе ви спомнам, значи лесно се наоѓаат работите. Јас од неодамно од некој портал прочитав дека дивоградбата која ние сме рушеле еден кат, после нашето паѓање му е платена 1,5 милион евра или марки, не евра тогаш веќе, 1,5 милион евра оштета. Јас тоа до сега не сум го видел во јавноста, значи тоа е тајна одлука која е донесена. Сега, многу интересно е. Нека се провери кој е судијата кој на Љупчо Палевски за класично криминално дело дивоградба, за кој денеска се оди во затвор, му е платена оштета од 1,5 милион. Еве да видиме кариерата на тој судија. Само тоа да го прашам. Исто така да не зборувам за блокадата на Партизанска со познатата зграда таму, како се викаше, Тифани. Дајте да видиме. И таму имаше криминално дело. Добро, таму имаше замешаности на УЈАП-а, меѓутоа, она што ми е симптоматично кај овие имиња. Зоран Верушевски, велите нивното пријателство е легендарно. Тој е советник за безбедносни прашања и во владата на Заев, и во владата сегашна, и е ваш колега во коалицирањето на некој начин. Меѓутоа, она што не знам директно или индиректно се поврзува со него е Верушевски стоеше зад операцијата за обелодување на аферата со масовно прислушување. Исто така, потоа имаше од самата полиција дека бомби има и поседува Палевски, кои што никогаш тоа не го признаа, се вршеа претреси во неговиот дом, а пушташе јавно бомби. Па, гледайте, за Зоран Верушевски може би единственото име кое не беше ексклузивно кое го кажав. Јас сите други имиња беа поексклузивни затоа што мислам дека таа врска меѓу Палевски и Зоран Верушевски не се ни криеше. Таа беше разобличена и претходно во македонскиот новинарски простор. Зошто го дозволува тоа владата не ми е јасно, меѓутоа таа врска мислам дека не беше криена. Она што јас посебно таму ги назначив некои други личности. Да, особено ми е симптоматично што се личности од блиски до вас. Па за жал, да, прво, доста демовска единствено блиска, другите не се блиски. Меѓутоа, сега гледайте, го спомнувам Драган Стојмановски лекција. Сега за жал јас сите овие работи ги дознавам после падот на мојата влада од луѓе кои во тоа време не знам од кои причини нели сметале дека не треба да се каже или што, или не знам како. Меѓутоа, малку знаат дека Драган Стојмановски лекција, вие го памтите многу добро, тоа беше поим на КОС за Македонија. Тој беше човекот кој го организираше Сина птица за разбивање на ВМРО ДПМН. Дека Драган Стојмановски лекција бил на хонорарен список кај Љупчо Палевски. И сега тоа е она што преска сакав да ви го кажам. Во моментот кога вие еден криминалец правите соработник и му давате се повеќе и повеќе работи, во одреден момент криминалецот станува началник и вие не знаете дали началникот на УДБА е поглавен или криминалецот е поглавен. Таков класичен пример беше Аркан. Класичен пример е Аркан. Случајот со Белград, Бели Вук, оддалеку се гледа дека полицијата исто така е мешана. Значи, тој момент преломен кај Љупчо Палевски Палчо, кај што во одреден момент тој станува поголем шеф од оној што претходно му бил шеф. И сега, човекот кој ми ги кажува тие извори, вика, јас сум бил сведок на ваква ситуација. Седиме со Љупчо Палевски, Драган Стојмановски им лекце до вчерашен шеф на КОС и човекот кој се тресе цела Македонија, го чека пола саат во ходник и Љупчо станува и вика, еве ти пари, иди да ни купиш јадење. Тоа е тој момент кога началникот веќе е под криминалецот, кога вие ќе му дадете многу сила.
Прашањето што е извршувал Палевски за да може да ја добие таа сила, ќе ве прекинам со многу кратка пауза за реклами и токму тоа ми е најнесватливо. Што го направило и кои дела го направиле толку моќен во полицијата и во политиката. За се уште да има и во 2023-та, еве на крајот сме политичка партија преку која ќе делува, но за своите ова по рекламите. Продолжуваме со топ тема. Гостин во студиото е лидерот на ВМРО Народна Љупчо Георгиевски, поранешен премиер. Разговараме за улогата на Палчо и системот што го изродил. Факт е дека има и презумција на невиност, го очекува судење доколку се екстрадира во Македонија. Меѓутоа, она што ме зачудува е неговата моќ да остане во општеството и да шири политичка и пропаганда преку своите подкасти. Но она што пак најмногу ме зачуди, иако за мртвите нели се најдобро што ја ставивте на списокот и вашата соработничка Доста Димовска, верувам, затоа што била во позиција да управува и со државната безбедност. Во тоа време и го наследила, можеби, овој човек кој што бил на списоците на ДБК. Најверојатно е така, да. Знаете, они кои ме следи, јас во последни некои интервјуа кои ќе ме прашат за реформите, за прислушкувањето, за шпионите, постојано кажувам една иста работа. Истото прашање му го поставив и на Павле Трајанов, кога беше, нели, тој беше една година министер за внатрешни работи кај мене, после и на Доста Димовска, нели, после не могу ни поставив затоа што веќе војната беше во тек, голема криза, а и претходно сум го сформулирал тоа прашање што е со досијата и од двајцата добив ист одговор, дека сите досија се уништени. За да, кога Никола Груевски селективно почна да отвора некои од тие досија, лустрацијата, ама тоа беше строго наменски, не нешто системски, одеднаш испадна дека досијата и не се така уништени и запалени како што тие двајцата ми го представија. Зошто ги спомнував тие примери? Затоа што ниту Павле Трајанов, кој знае исто така да дели многу лекции за тие полициски системи, ниту Доста Димовска се нафатија со вистинска реформа на тој систем. Веројатно не сакале да ги уништат доушниците. Тоа беше прашањето во отварањето на досијата. Иако би сакала можеби со Павле Трајанов да бидете заедно на дебата за да може да ги расчистите овие прашања. Меѓутоа факт е дека секој од овие личности на списокот верувал дека тој систем треба да се одржи, систем на доушници. Па да, ама тоа е во чија функција да се не е само доушници, тука има и оперативни работници, има многу фактори во целата таа структура. И сега јас до сега како сомнеш од едно време нели јас со Доста се доживувавме, јавноста ми доживуваше дека сме едно. Меѓутоа, како што минува времето, станувам се покритичен и покритичен, а една од тие работи, јавно сум ја кажувал, дека Доста не направи ништо со отварањето на досијата и расчистувањето со тој систем кој јас го нареков длабок југословенски систем, а втората работа се 3 комуникации за кои јас отпосле дознавам за Доста Димовска. Тоа е комуникацијата со Лази Китановски, испаѓа дека Доста Димовска кој во два пати е, нели, во два мандата е шеф на Агенцијата за разузнавање на СДСМ и го биеше глас дека е косовец. Перманентната комуникација на Доста Димовска со Лазар Китановски, одеднаш испадна дека Доста Димовска се знае многу добро со Драган Стојмановски Млекце, кој нели пред малку го дефиниравме како еден од главните оперативци на КОС за Македонија, и третиот е токму Љупчо Палевски Палчо, за кој најмалку во овој момент имам сознание барем за минимум 10 средби кои Доста Димовска ги имала со Љупчо Палевски Палчо. Факт е дека започинатите не можеме да ви опонираат на ова и да не меѓутоа има живи сведоци, не треба сега да ги користиме. Во однос на сугестиите, дали некој соработувал со српските служби. Контактот сега што зборува во моментот дека токму Драган Стојмановски Млекце го носи Љупчо Палевски кај Доста Димовска. Сега, што е тоа што Љупчо Палевски го правил за Драган Стојмановски, за Добри Величковски, за Доста Димовска, за Лази Китановски, за овој Верушевски, па тука и некои политички личности, затоа што, нели, Љупчо Палевски беше председател на градска конференција на СДСМ на Скопје. Значи, во време јас кога сум
нели премиер. Значи тоа е ние немавме таква функција кај нас. Меѓутоа СДСМ тоа беше многу висока позиција. Значи што е тоа што го прави Лјупче Палевски така посакуван за тие служби, јас не можам да одгатнам. И можеби треба дефинитивно Македонија да направи една многу посериозна комисија да направи анализа на биографијата на тој човек. Прашањето е дали тоа што го работел тој е некаде забележано или се само темни бројки и зборови искажани усно, за да може да се следи што тој всушност правел со сите овие луѓе. Но она што исто така е нејасно, српските медиуми многу се занимаваа со случајот на Вања, има многу дискусии, има критики дали полицијата тука постапувало правилно или не, дали истрагата се водела објективно или не, дали требало нешто да направи. Нешто малце беше почудно со оглед на тоа што тука многу тешко се наоѓа луѓе да зборуваат на темата. Во тој список ставам еден човек кој се вика Драган Томич, тој постарите го знаат, беше директор на Симпо Врање, а потоа, ако не се лажам, беше и председател на Српскиот парламент во времето на Милошевиќ. Многу јака политичка фигура. Лјупче Палевски Палче го викал него Чичко и постојано се фарал дека тој кога има проблеми со судскиот систем во Македонија му се јавувал на него, тој од Белград му ги решавал проблемите овде. Значи тој не ги користил џокерите на овие високи македонски државни разузнавачки функционери, од Белград му ги решавал. Таа е таа длабока држава која јас велам толку многу ја сакаме, а за жал најголем дел од проблемите ни идат таму. Ние забораваме дека имавме атентат на преседателот на државата. Работата е што не расчистените атентати и прашања не носат тука. Со војната што ни беше. Јас само сакам многу работи кои да подсетам дека Палчо избега во Белград. Тоа му беше првото место каде што избега, за да потоа отиде преку Бугарија во Турција. Не може да биде јасно дали очекувал некаква закрила од страна на пријателите, како што некогаш му бил Душан Томич или не. Меѓутоа е факт дека првото бегство го одбира да биде во Белград, претходно исто така бил во Хрватска, па во Белград, па каде што беше исто така апсен, па екстрадиран заради неговата фирма и слично. Она што велите, има и втора гарнитура од не знам на која втора гарнитура на помошници или создатели на Палчо мислите и каков естаблишмент е таа гарнитура? Па тоа се веќе судиите, обвинителите, целата таа структура што му помагал. Јас велам, овој случај плаче за комисија. Да се утврдат сите дела кои му се амнестирани на Палчо во целиот овој период од 30 години. И ќе дојдеме, знаете, ние велиме политичарот кога ќе се јави на судијата. А што кога представник на државна безбедност ќе се јави на судијата? Што е тој, кој е тој систем? И ќе рече, тој не е, вие знаете дека еден судија или еден јавен обвинител повеќе се плаши од некој министер, помалку се плаши од министер кој ќе му се јави отколку некој од државна безбедност. Тој систем што треба да го реконструираме ние во Македонија. И ќе каже, слушај, ово е дилер на дрога, ама ослободи го, оти ни е многу важен, со него правиме на многу голема операција, ќе фатиме не знам колку дрога. Тоа треба да се запре во Македонија. Да, меѓутоа постоеше и тука треба да се направат реформи. За него се интересираше и СЈО, беше приведуван, повикуван на распит, се правеа претреси и на крај немаше покренато обвинение. Ова е тоа што вие го сугерирате, дека некоја таква сила длабока, дали е југословенска или не, остатоци од некое време или не. Корените се во југословенскиот систем, меѓутоа за жал не се прави ништо тој систем да се реновира и да се реконструира. Па тоа истото ни се случува и на политички план. Ова сега кампања што се води за невлегувањето на бугарите во уставот, односно од друга страна не влезот на Македонија, односно не почнувањето на разговорите со Европската унија, повторно е препознатлив подписот. Ајде сега пак да го погледнеме преку Лјупче Палевски. Одеднаш во овој момент Лјупче Палевски е икона на десницата во Македонија. Тоа сакав и да ве прашам, вие сте десна партија. Тоа е десничар од број еден во Македонија, кои сите десничари околу него се. Па чекајте, кога Лјупче Палевски стана десничар? Лјупче Палевски од 90 до 2000 некоја година беше југословен.
Тој еден збор нема кажено за самостојна и независна Македонија. Тој си беше Југословен. Кога е најголемата криза 2001 година со УЧК, во старт се најгнасните работи напишани против македонските лавови, против македонските тигри, против македонските бранители. После другите медиуми ги пренесуваат кај него. Во тој период седиштата на неговите фирми се во Мала Речица, заедно со раководството на УЧК. Во тоа време ќе ве подсетам, тој го прави првиот весник двојазичен македонски албански. Јас немам ништо против, ако од тогаш до денеска останал принципиелен, нека си го негува тој став. Меѓутоа, сега одеднаш тој е против албанците, против грчкиот договор, против францускиот предлог, значи референдуми ќе прави. Он е икона на некои десничари. Кои се тие десничари? Меѓутоа, знаете, во вакви ситуации е создаден да биде десничар по потреба. Токму тоа ми е некој сакал можеби да и наштети, некоја лева партија сакајќи да и наштети на десната, создала повторно монструм кој што отишол во сосема друг правец. Знаете, многу влегуваат наивно во таа приказна. Меѓутоа, Лјупчо Паревски не влегол наивно во таа приказна. Он е конструкција да биде сега поим за десничар во Македонија. Ајде да малку да се направи анализа на биографијата политичка, е сега не криминална, на политичката биографија што зборувал Паревски 2001 година. Тие служби знаете дека креираат и политичари и политички партии по потреби, што ги споменувавме до сега, и очигледно намената била да се создаде ултрадесна партија која што не била контролирана очигледно како што треба и им излегла од контрола. Да се вратиме повторно на политиката. Сега ВМРО ДПМН се колеба за учество во техничката влада. Ковачевски нагласува дека тоа е законска опрска. Јас сметам дека сепак дека техничка влада ќе има до 28 јануари треба тоа прашање да се изгласа. Она што беше исто така критика од ВМРО ДПМН беше дали и како Талат Џафери ќе ги одржи изборите и ќе ги подготви. Во однос на ова прашање, сметате ли дека е само губење време и празна реторика без никаква основа? Гледайте, прво техничката влада, мислам дека треба да се договорат политичките партии после наредниот избор да отпадне. Тоа беше направено специјално за владата на Никола Груевски и техничката влада става дамка на мала според мене на македонската демократија. Не знам зошто политичките партии не седнат да се договорат кој победи, кој како формира влада, на наредните избори таа приказна да се заврши. А сега приказната дали ќе учествува ВМРО во ова или не, тоа мислам е празен муабет. Нешто кога тие не сакаат, па нивните аналитичари ги молат, влезете да го ги контролирате изборите. Мислам дека нема потреба за тој муабет. Тоа е нешто што е договорено, тоа е технички, се тера, нека бидат гаранција за сите дека ќе имаме добри фери избори и да го оставиме тоа зад нас. Добро, и Талат Џафери како премиер е решението. На времето да се спомне... И предлогот на СДСМ практично. На времето да се спомне албанец премиер беше големо табу, како што гледаме, како што минува времето, сите табуа повеќе и повеќе, се побрзо и повеќе паѓаат. Јас морам да ви кажам во овој момент, ако не е ова малку коруптивна криминална демизија на некои албански политичари, дори сметам дека албанците се денеска можеби еден од посериозните државотворни фактори на македонското општество. Не можам да ги фалам за некои нивни бизнис проекти, меѓутоа нивното однесување према Македонија како држава мислам дека во овој момент е окей. И треба да го цениме тоа. Конзистентни се во решението Македонија да влезе во ЕУ. Пауза за реклами, одиме во завршница на ова интервју. И за крај повторно за политика и изборите се создаваат европски фронтови од една и од друга страна, сите се за Европа, а никако да влеземе во Европа. Како вашата партија ќе настапи на следните избори? Дали ќе коалицирате со СДСМ или самостојно? Од една страна и сами сте свесни и велите дека корупцијата и криминалот е проблемот кој мора да се решава и кој што го припишувате можеби на одредени ваши коалициони партнери, а од друга страна дали ВМРО Народна партија и ќе може да направи собствена кандидатска листа и да победи? Ако беше една изборна единица, ние немаше да размислуваме една секунда дека во македонскиот политички простор
има се уште простор за една партија која ги чува старите и вистинските традиции на историското ВМРО. За жал, овој систем, како што покажува и да имате и 25.000 гласа, можете на крај да останете без еден пратеник. Така што, најверојатно опцијата да се направи договор за коалиција е доста актуелна и активна. Ние во овој момент кога што стојат работите, морам да ја кажам, се уште повеќе припаѓаме кон коалицијата за Европската Унија. Затоа што постојано го велам, мислам, сите други приказни се празни приказни, а навистина правењето проблем од оваа ситуација сега е измислување проблем таму кај што го нема. Велите, ако ВМРО ДПМН не каже стрикно дека доколку освои власта ќе ги усвои уставните измени, како чекор кон Европската Унија, тогаш не би оделе во таа коалиција. Да, тешко. Гледате, јас не можам да сватам ВМРО ДПМН која јас се направив со уште неколку луѓе, поаѓајќи од историското ВМРО, поаѓајќи од тоа ВМРО што ние го направивме. Ние тоа 90-та година ВМРО што го направивме беше за самостојна независна Македонија, а беше главен противник ја имаше великосрпската политика во Македонија. И денес како гледам ВМРО ДПМН како главен создавач на Македонија во третиот свет, во српскиот свет, просто не можам да го сватам. Добро, тука не можеме да кажеме дека некој не втурнува вака или онака во српскиот свет, затоа што зборувавме и предходно за службите, ако ја видиме и програмата која што кружи во јавноста е... ВМРО ДПМН е политичка партија, таа е одговорна. Не велам дека оваа влада па не се отргнала од влијанието на Вучич. Знаете колку пати се заблагодарува во последниве 2-3 години оваа влада на вакцините на Вучич, на авионите што ги испрати Србија да ги земе нашите луѓе од Израел. Во овој момент, како што ВМРО ДПМН во 90-та година, моето ВМРО ДПМН беше носител на идејата за самостојна и независна Македонија, а југословенските сили беа сконцентрирани во СДСМ, меѓутоа, иако бевме како опозиција, тие мораа да се однесуваат према нас, затоа што ние го создававме тој главен тек. Денеска се случува обратното. ВМРО ДПМН е носител на србизирањето на македонскиот идентитет, а СДСМ, за да не изгуби дополнителен број на гласачи, се обидува да не дава отпор на таа политика. Инаку, дефинитивно, денеска за мене СДСМ е многу по-македонска партија отколку ВМРО ДПМН. Она што го прави ВМРО ДПМН, мислам, наистина нема... Не можам да се сложам со констатацијата дека политичките партии во Македонија се оттргнале генерално од длабоката, како рековте, југословенска сила, без оглед за која зборуваме. Таа е сега на сцена. И само да подсетам дека Иво Куманова победи Вучичите во однос на изборите. Добро, очигледно дека ќе одите во коалиција со СДСМ доколку направите заедничка листа. Опцијата да одеме сами никогаш не ни е избегана. Таа ни е последна карта на масата, меѓутоа ќе направиме обиди да направиме претходна коалиција. Ви благодарам за ова интервју што чепнавме и некои работи од минатото, но погледнавме и кон иднината и дали има шанси за напредок кон Унијата. Ви благодарам со оглед на тоа што ретко се јавувате на интервјуа. Ми беше задоволство за ова интервју во Топ тема. Ви благодарам и вам. Вам ви благодарам за вниманието. Останете на програмата на Тилмас и когаш имаме добри серии.